А сега она што и го најавив, вклучување во живо на колешката Верица Блажевска, пари во плик, подароци, но и праќање во аптека по точно одреден лек или пак препраќање во приватна клиника. Колку е распространета корупцијата во јавното здравство и во какви форми најчесто се појавува? Истражувањето на терена Сдруженијето ЕСЕ во рамки на проектот Посилен систем за поправедна заштита открива дека давањето пари и подароци е најчеста форма во корупцијата со која се соочуваат граѓаните. Што точно покажаа резултатите, колку често се случува фаќање на врски и што треба да се промени, одговорите ги бараме во живо. Со нас ке повтораме Верица Блажевска. Верче, добро утро. Ке разговараш со координатите на проектот. Што велат тие, што покажува ова истражување? Иван, добро утро, поздрав до тебе, поздрав до гледачите кои ја следат утринската наситела. Ја сакам Македонија, како што најави ке зборуваме за една мощна важна тема, а тоа е корупцијата во македонското здравство. Постојано сме слушале, сме читале, а сега имаме некои конкретни информации од конкретно истражување на терен од проектот Посилен систем по праведна заштита, кој го спроведува Сдруженијето ЕСЕ. Какви се информации? Од една страна интересни, од друга страна фрапантни податоци, за тоа ке зборуваме токму со координаторите на проектот Борен Павловски и Дарко Антик. Добро утро, добро ни дојдовте во Ја сакам Македонија. Добро утро, благодарам за поканата. Оно што е интересно, како што кажав и во неформален разговор кога се видовме, еден интересен пост на социјалните мрежи вели пари во плик, па дури различни подароци. Кафето веќе го знаеме, ни е добро познато, и вино, меѓутоа и јајца и пастрамајли. Зашто станува збор, за каков проект на Сдруженијето ЕСЕ и што покажа воопшто истражувањето на терен? Така, ова е проект на Сдружение ЕСЕ кој што е финансиран од Експертиз Франс преку Француската развојна агенција и има за цел преку системски пристап да ја намали корупцијата во здравството со вклучување на граѓаните, нивно зајакнување со цел да ја препознаат и пријават и спречат корупцијата, зајакнување на здравствените работници за и тие да бидат посензитивни, да препознаат и да исто така да ја спречат корупцијата во нивните здравствени установи, меѓутоа и со застапување за усвојување на политики кои што соодветно ќе адресираат корупцијата во здравството, особено од родов аспект. Значи, овие се трите клучни компоненти на проектот со кои што сакаме да ја постигнеме целта намалување на корупција во нашиот здравствен систем, бидејќи знаеме дека здравствениот систем е подложен на корупција од разни фактори. Недостиг на специјалисти, недостиг на здравствени услуги, ограничени буџети за здравствените установи, лимитирани ресурси, асиметријата на моќ во однос здравствен работник-пациент, а особено тука па се наоѓаат жените како една ранлива група и фокусот е на жените, зајакнување на жените и има родов аспект, бидејќи жените пак имаат потреба од специфични здравствени услуги, особено од гинеколошка и акушерската здравствена заштита, кои им се побоготово сензитивни и во чувствителен период, како што е бременост, породување или останати здравствени проблеми на сексуалното и репродуктивното здравје. Затоа токму сакаме да го адресираме овој проблем. А за наодите од истражувањето по населението, колегата Дарко може да ви каже повеќе. Како што кажав и во најавата, навистина интересни податоци постојано споделувате. Како оди истражувањето, претпоставувам, и кампањата за овој проект? Што е она што го увидовте како податок, да речеме, од истражувањето? Добро утро и од мене. Клучно, кое што би сакал да го истакнам, е тоа што корупцијата генерално не се пријавува. Иако голем дел од граѓаните се соочува со различни практики во рамки на здравствениот систем, придобивање на одредена здравствена услуга. И најголемиот дел од луѓето кои што одговорија на прашалникот, тоа е анкетата која што ја спроведовме, се всушност дада одговор дека се соочиле со еден тип на корупција кој што е најзачестен, а тоа е давање на пари или пак подароци. Меѓутоа, голем дел од граѓаните не ги препознаваат и останатите форми на корупција, во кои што влегуваат, пример, препраќање за добивање на одредена здравствена услуга во приватна здравствена установа, во приватен термин на одреден доктор кој што работи во рамки на јавна здравствена установа,
Понатаму врските исто така не се препознаени како вид на корупција, не се препознаени упатувањата за одредени третмани, испитувања, земање на конкретни лекови од одредени производители во рамки на аптеки и други добавувачи. И исто така голем дел од граѓаните не го препознаваат плаќањето за одредена здравствена услуга без фискална сметка. Најголемиот дел од испитаниците всушност кажаа дека понудиле или им било побарано пари и подарок, сите останати форми се во многу помал процент всушност изразени. И исто така еден тип на корупција кој што се јавува особено во женската популација, а тоа е сексторцијата, односно одреден вид на изнуда, сексуална или друг тип на интимна услуга за обезбедување на одредена здравствена услуга. Значи, од вкупно 1000 испитаници кои што беа опфатени со истражувањето, само 3 всушност се соочиле со ваков тип на корупција, од кои што еден е маж, 2 се жени. И она што е исто така важно и што треба да се истакне е тоа дека генерално луѓето кои што живеат во рурални средини или пак се од етнички малцински заедници всушност се соочуваат со многу поголеми проблеми, односно барање на корупција помеѓу нив, што не е случај со луѓето кои што живеат во урбани средини или се од македонска или се пак македонци. Меѓутоа тоа не би значило дека всушност македонците не се соочуваат со ваков тип на проблем, односно со корупција. Меѓутоа јас би го кажал дека всушност е многу помал процентот кои што кажале дека всушност се соочиле со таков тип на проблем во задобивање на здравствената услуга. Меѓутоа кога ќе ги споредиме податоците со она што со податоците, односно нодите од фокус групите кои што се организираа во различни локалитети, всушност има голема разлика, особено заради тоа што жените кои што беа дел од фокус групите, всушност речиси сите кажаа дека се соочиле лично или пак некој нивен близок во семејството се соочил со различен вид на корупција. Дарко вели дека всушност можеби не се препознаваат сите форми на насилство, веројатно на фаќањето на врски кое што е многу зачестено во нашето македонско здравство. Од друга страна рековте има неколку компоненти, едукација на здравствените работници, можеби кревање на јавната свест и препознавањето на формите. Која од тие компоненти можеби се види како најпроблематична и како досега се одвива кампања? До сега се уште сме во фаза на истражување и прибирање на податоци. Колегата Дарковиќ ги кажа податоците од население. Меѓутоа исто така спроведувавме истражување помеѓу здравствените работници, особено од гинеколошко-акушерската дејност. И навистина можеме да кажеме дека здравствените работници како ги препознаваат коруптивните практики во нивните здравствени установи, особено оние со кои што се подолг стаж на работа во здравствените установи. Слично, и здравствените работници во најголем дел ја препознаваат дека во нивните работни средини се случува или нудење или барање на корупција во форма на пари и скапи подароци, меѓутоа во поголем степен од населението ги препознаваат и ние посуптилни форми на корупција, како што е упатувањето во приватен термин за преглед, упатувањето за купување на специфичен лек, ортопедско помагало или слично. Исто така и беа препознаваат и сексторцијата, односно барањето на интимни услуги, во помал степен, меѓутоа е препознаена. И што е многу важно, здравствените работници препознаваат дека корупцијата негативно се одразува врз пациентите, врз нивната финансиска состојба, меѓутоа и врз нееднаквиот третман, односно тие што имаат пари, ќе платат неформално, коруптивно, ќе добијат релативно подобра услуга, а оние што немаат пари ќе бидат оставени за жал да се снаоѓаат како што знаат и умеат. Тоа го препознаваат здравствените работници, меѓутоа препознаваат дека корупцијата негативно се одразува и на нивните здравствени установи. Како на работењето, така и на меѓуперсоналните односи, што па дополнително ја влошува состојбата, зашто ако се влошат меѓуперсоналните односи и состојбата во здравствената установа, самиот квалитет на здравствена заштита секако ќе трпи. Исто така препознава дека корупцијата негативно се одразува и врз целиот здравствен систем и врз довербата на населението и граѓаните во здравствените работници и во здравствениот систем.
Меѓутоа, исто така стапката на пријавување од страна на здравствените работници кои сведочеле на некој коруптивен чин е многу ниска. И тоа како главни причини издвојуваат тоа што немаат доверба во механизмите за пријавување дека нешто ќе се смени. Еден добар, значителен дел од нив не се неинформирани каде можат да пријават корупција или пак се плашат од последици по нив лично во рамки на работната средина дека ќе ги нарушат односите со претпоставените или колегите или пак ќе трпат директни последици на работното место. Токму поради тоа потребно е еден системски пристап каде што ќе се охрабрат и граѓаните и здравствените работници да ги препознаат, не само да ги препознаат формите е битно, меѓутоа да знаат каде да пријават и да бидат соодветно заштитени оние лица што ќе се одлучат да пријават корупција. Воедно треба да се на институционално и менаџерско ниво да се унапреди состојбата со цел да се створи работна средина и здравствени установи каде што корупцијата ќе се третира како нетолерантна и неприфатлива пракса, кој што за самите здравствени работници има поделеност од одредени здравствени установи се добива впечаток дека е како речиси нормализирана некоја форма на корупција, во други здравствени установи има како строго одбивање на таквите практики и осудување, така да меѓутоа потребно е да се во сите здравствени установи да се створи состојба каде што корупцијата ќе биде како прифатена како неприфатлив чин и тие што барат или нудат ќе бидат соодветно пријавени и потоа процесуирани. И да се спречи воопшто и превентивно да не воопшто не дојде до тоа преку заекнување на интегритетот и етичките постапки на здравствените работници. Борјан ни кажа како реагираат здравствените работници и зошто тие не пријавуваат. Иако веќе горе-долу видовме дека голем дел од граѓаните не ги препознаваат сите форми на корупција, можеби тоа е една од причината зошто, меѓутоа зошто? Можеби и поради она фраза која што важи кај нас дека ако сакаш да преживееш или да се спасиш ќе платиш, или зошто граѓаните не пријавуваат корупција? Значи сите кои што беа фатени со истражувањето, а вкупно беа 1000, тоест ниту еден од нив нема пријавено. Меѓутоа постојат различни механизми како тие кои што може да ги искористат всушност за да пријават, односно да посочат дека постоел одреден коруптивен чин. Она што е важно е дека граѓаните всушност се оние кои што се во подредена, да речеме, состојба, во која што всушност бараат одредена здравствена услуга и од таа здравствена услуга зависи нивниот всушност да кажам живот и начинот на живот понатаму. Дел од нив всушност се соочуваат и со финансиски проблеми, па не може да ја добијат во рамки на приватниот здравствен систем, мора да ја добијат во некоја одредена јавна здравствена установа. Со тоа всушност се во една подредена положба во која што всушност се бара, значи мора да го остварат тоа право, и за да го остварат тоа право тие всушност се снаоѓаат за да може да всушност да ја добијат здравствената услуга. А не ја пријавуваат како основна причина е стравот дека нема да ја добијат здравствената услуга или понатаму некој здравствен работник би можел да им се осветува во смисла нели на различни начини, особено заради тоа што имаме ограничен број на здравствени работници и ограничен број на професионалци кои што всушност сепак ќе мора да дојдат повторно во контакт со истите. И според податоците всушност најголем дел од лицата кои што всушност на кои што им била побарана корупција се на терцијерно и секундарно ниво. Всушност при одреден специјалистички преглед, при лекување во болница или за операција или хируршки зафат. Вашиот одговор веројатно го дава и името на проектот. Небадијела е веројатно посилен систем, поправедна заштита. Значи, ако го зацврстиме системот, ако ги поставиме нештата онака како што треба, веројатно и граѓаните нема да бидат во онаа подредена улога за која што зборувавте и би можеле да се охрабрат да пријавуваат корупција, а во некој можеби и подобра време или сте помалку и помалку да ја има. До кога ќе трае проектот и што е она што го очекувате на крајот? Која е главната цел? Проектот започна во септември.
минатата година. Ќе трае 18 месеци, тоест ќе заврши во февруари 2027 година. Во рамки на проектот се спроведуваат различни видови на активности кои што, како што кажа и колегата Борјан, всушност се поделени во неколку компоненти. Едната компонента е за јакнување на капацитетите на здравствените работници, другата компонента е за јакнување на капацитетите на населението, и третата компонента е всушност медиумска кампања и јакнење на капацитетите на медиумите во делот на исто така известување, соодветно известување и препознавање на различни типови на корупција. Меѓутоа исто така во рамки на сите овие компоненти постојат активности кои што се однесуваат на менување на одредени јавни политики и процеси во рамки на јавниот систем со цел да се унапреди процесот на не само на препознавање, туку и на пријавување и постапување по одредени пријави. Заради тоа што има различни нивоа на пријавување од здравствената установа како институција каде што се случило одредено коруптивно дејство, понатаму постојат механизми и институции кои што се во рамки на здравствениот систем, меѓутоа не се поврзани со институцијата каде што е направена, каде што е побарана корупцијата, и понатаму постојат други видови на институции или механизми кои што граѓаните можат да ги искористат, па не само граѓаните и здравствените работници кои што всушност виделе или пак се соочиле лично со таков тип на дело. Так, проектот е во тек, истражувањето тече, медиумите се тука, ќе следиме и понатаму, се надевам ќе се видиме во некоја наредна прилика за тоа како напредува истражувањето, кампањата и самиот проект. Ви благодарам за разговорот и за овие информации за СК Македонија. Се надевам дека дадовме доволно информации, иако е тоа нешто кое што ние секојдневие, како што кажав, често слушаме за корупцијата во сите сегменти на нашето живење, особено во македонското здравство. Слушнавме за проектот Посилен систем по праведна заштита. Кога би бил системот посилен, подсврст, веројатно би била и заштитата поправедни, граѓаните не би биле во подредена улога во која што се и сите би имале исти права и на ист начин би стигнале до потребни услуги кога станува збор за здравството. Иван, толку за сега од ова прво јавување во живо. Благодарам за овие информации. Верица Блажевска во живо на тема корупција во здравствениот систем.